паралелно на сето тоа имавме и состојба во Куманово каде постојано токму од несовесно одлагање на различен вид на отпад се предизвикуваат пожари во моментов и актуелни се и контролите на надлежните. Кои се вашите очекувања и ќе продолжат ли овие вакви засилени контроли? Најчесто кога велиме немој да палите, некако се повеќе се пали. Кога велиме не фрлајте, се повеќе се фрла, некако како луѓето полно работи да работат контра општината и контра нашите заложби како совет. Реката е полна со отпадоци и од пластика и од текстил. Еве апел до нашите сограѓани. Црвен крст е полн со гардероба, меѓутоа и затоа нема потреба да носат во гардероба облека во Црвен крст, затоа што се полни, имам информации такви, меѓутоа еве многу пунктови во општина поставени за селекција на отпад, односно во овој конкретен случај за текстил, нека не даваат на социјалните случаи, затоа што социјалните случаи го имат Црвениот крст. Значи апел е тоа од ова акција, туку нека доставуваат овдека за да може да има бенефит секој, вклучувајќи ни и нас да си го исчистиме отпадокот, односно гардеробата од дома, она застарена гардероба. Што очекувам? Очекувам да продолжи она синхронизирана акција помеѓу СВР и Општинската инспекција. Беа повикани советниците од ромска националност, кои се двајца во Совет на општина Куманово, синхронизирано да одат на терен, да апелират, да алармират и веќе знам дека има еден чинител што е притворен, односно приведен во СВР и дека веќе се води некаква постапка против него. Меѓутоа, некако колку и повеќе да работиме на терен, се повеќе се разгорува, особено во овој летен период, ваков дим, ваков чад, ваква состојба кога се изгор температури, навистина не треба и апелирам до колективна свест. Луѓето на Октомвриска што живеат постојано праќат и клипови, постојано алармират во коректен однос со нив, постојано праќат информации, апелирам до СВР, до началникот, до пожарни, излегуваат на терен, меѓутоа не е тој начин ние да продолжиме со таков начин на функционирање. Значи, треба да се има свест, треба во овие страшни ситуации, кога па и голем број на населението што ни е одселено доаѓа на гости, да имаме ваква ситуација во Куманово, кога навистина се е над плюс 40, да имаме дополнителни огнови.